Со цел да се искористи органскиот отпад и намалат дивите депонии во Југоистокот, Центарот за развој на Југоисточниот Бански регион на 400 домакинства им додели бесплатни компостери. Најмногу интерес покажаа земјоделците, од чии ниви најмногу се фрла органскиот отпад кој може да послужи за производство на ѓубриво. На тој начин се заштитува животната средина, а земјоделците ќе добијат бенефиции. И целата идеја за овој проект е подигање на свеста на граѓаните како органскиот отпад да се преработува и да се одлага со цел да се добие корисен продукт од него, а не да се полнат депониите, дивите депонии во регионот. Корисноста е огромна. Луѓето се повеќе се стремат кон користење на процесот на компостирање. Компостерите се дел од проектот што Центарот за развој на Југоистокот го спроведува од програмата за прекогранична соработка со Бугарија. Паралелно, овој центар во соработка со UNDP, а во функција на заштита на животната средина и сливното подрачје на реката Струмица, планира да додели грантови од 300.000 динари на градинари и овоштари од Струмичко-Радовишкиот регион за примена на агроеколошки мерки. Од првиот циклус веќе имаме позитивни ефекти од примена на агроеколошките мерки, заедно со стручен тим на експерти. 30 грантисти добија опрема, исто така и совети, стручни совети за примена на овие мерки. Претежно од Струмичкиот микрорегион добија системи капка по капка, полиетиленски платна, заштитни мрежи за заштита на производството од климатските промени. Грантовите имаа со цел да се намали употреба на вештачките ѓубрива на посевите во Струмичко-Радовишкиот регион и да се подобри еколошкиот статус на реката Струмица преку интегрирано управување со водните ресурси. Проектот го финансира Швајцарската агенција за обнова и развој.